Најпрво треба да одговориме на прашањето што представува отварањето на рудникот за злато на Кожух планина за Гегерска општина, соседните општини, па и пограничните општини на Република Грција. Тоа за нас, гевгеличани, представува права еколошка катастрофа, затоа што се загрозени сите овие напред на бројни места. Информацијата за сите настани ги добивме од Сдруженијето на граѓани Спас за нас и ни беа доставени, но мотивот зошто се доставени сега во овој момент нам не е познат, но за нас беше битна самата содржина. Концесија за детални геолошки истражувања е подпишана на 27 мај 2013 година, еве го службен весник на Република Македонија, подпишана концесија од магистер Владимир Пешевски како заменик на председателот на владата на Република Македонија. Значи, од тогаш поминеа 4 години, ова Сдружение на граѓани, односно нивните членови, не најдоа ниту време, ниту начин, на кој начин да го обавестат граѓанството за ова еколошка катастрофа што ни доаѓа. Исто така, затоа и самиот градоначалник, затоа што на моето прашање на последната седница, на паузата, зошто он не го обавестил населението, одговор добив дека он не знае дали потпишал таков документ. Без разлика дали потпишал или не, оди по автоматизам, после 15 дена тој е валиден, но обврска имал градоначалникот, морална обврска да го запознае населението за она што ни предстои, односно за она што ќе се работи на Кожух планина. Исто така за мене е симптоматично затоа што ова одлука за референдум е донесена толку брзо што материјалите, еве ги, ви се доставени во собранието на 7.3.2017 година, а веќе на 8.3.2017 година градоначалникот ги става како точка на дневен ред и тоа за точка многу битна, односно точка за референдум.